Драги мои, започнува најновото издание на емисијата Нов ден. Во него ќе проговориме нешто повеќе околу планинарењето или поточно за алпинизмот, но и ќе дискутираме за едно доста интересно и креативно хоби. А во денешниот мотиватор ќе зборуваме нешто повеќе околу планинарењето и алпинизмот. Ќе искачуваме нови врвови, па затоа подгответе ја вашата планинарска опрема. Ќе проговориме нешто повеќе за алпинизмот, но и за алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид, кој што може да се пофалат дека освоиле многу светски врвови. Почитувани, веројатно ниту една друга физичка активност не помага добро онолку колку што тоа го прави алпинизмот, прошетката во планина, планинарењето и сите оние активности кои што може да ги правите во околните планини. Охрид, за среќа, ги има многу, ја има и онаа најубавата Галичица. За среќа, охриѓани имаат можности да бидат членови во алпинистичкиот клуб Патагонија, кој што работи на ова подрачје и кои што имаат големо искуство во областа на планинарењето. Тие ќе ни кажат нешто повеќе околу тоа кои се вистинските бенефити за сите млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со овај, може да се каже слободно, спорт и вид на рекреација, и всушност нешто повеќе и околу самиот клуб кој што подолго време постои во Охрид. За тоа повеќе ќе ни каже Антонио Додевски од алпинистичкиот клуб Патагонија. Антонио, ајде прво да проговориме нешто повеќе околу сите оние пред се здравствени бенефити кои што ги имаат сите оние кои што се занимаваат или пак сакаат да се занимаваат со планинарењето, со алпинизмот конкретно. Па добро, сега спомнавте два термини, значи од делот на така наречените планинарски спортови. Едното е планинарството и алпинизмот како две дисциплини кои што во рамки на спортовите постојат од повеќе дисциплини или повеќе различни самостојни спортови. Постојат голем број сличности и разлики. Основната главна сличност е тоа што и едниот и другиот спорт се одвиваат на планина, на отворен простор. Разликите се после во техниките на практикување на активностите. Значи планинарството е една широка гранка каде што имате од многу лесни до исто тешки и сложени искачувања на планина, каде што главно луѓето одат со пешачење без употреба на дополнителни технички средства, за да совладаат целта и причините за планинарење може да бидат од рекреативни до професионални спортски, за разлика од алпинизмот кој што исто се одвива на планина, меѓутоа целта е да се искачи што е можно покомплексна и технички потешка насока, односно страна на планината. Што не значи дека мора да одите на големи планини за да искачите тешка насока или да постигнете свој виден алпинистички успех. Она што од здравствен аспект и во двата случаи особено карактеристично е за алпинизмот е тоа што човек за да се занимава со алпинизам не исполнува само оние така наречени базични тренинзи со кои што се подобруваат општо физичката или некои специфични силови способности за одреден интензитет во краток временски период. Кога го кажувам ова, оние кои се занимаваат со некој спорт ќе ме разберат, значи нашиот тренинг не се однесува на подготовка за еден надпревар кој би траел час и половина, туку нашите активности кога сме во реална алпинистичка ситуација, односно кога одиме да постигнеме некој алпинистички успех, тогаш траат со часови, денови, а некогаш и со месеци, кога станува збор за поголеми експедиции. Значи алпинистите го тренираат организмот не само да може во еден одреден момент да постигне максимум од себе физички за да ја постигне целта во како спортски успех, туку потребен е многу поголем ментален тренинг, потребен е многу поголем физички тренинг за силова издржливост и издржливост на надворешни влијанија за да би можел организмот да издржи повеќе денови во интензивен голем напор. Добро, ти ми кажа дека вашите тренинзи траат долго и може да траат многу подолго него тренинзите во вообичаени тимски спортови. Каде тренирате вие? Значи, дали се прави тоа во затворен простор некаде или исклучиво тренирате, значи, некаде на планина? Значи, за да се постигнат
по-добри, повисоки перформанси како и во секој спорт, така е потребно и во алпинизмот да се практикуваат некои базични тренинзи на одредени групи на мускули или базични тренинзи кои се однесуваат само на кардиоиздржливоста или некои или базични тренинзи кои се однесуваат специфично за одредена техника на качување и на движење во вертикала, и тие ги работиме најчесто во сала или на некој отворен полигон. Додека најважниот дел од тренингот е оној тренинг кој го викаме ситуационен тренинг, односно искачување и движење што е можно подолго во природа, односно на најстрамните или најтешките вертикали по нашите планини. Ајде нешто повеќе околу алпинистичкиот клуб Патагонија, значи околу бројот на членовите, каква е заинтересираноста кај охриѓани да се приклучуваат на вашиот клуб и да се занимаваат со некој спорт кој што мора пред се да поседувате индивидуални способности, карактеристики за да го совладате, за разлика од оние тимските? Јас од два аспекти би одговорил на ова прашање. Прво, општо како спорт, спортска култура или начин на живот на охриѓани, мислам дека во споредба со други региони во држава многу малку имаме општа култура за занимавање со било кој спорт. Мислам дека е многу важно луѓето да се занимаваат со било кој спорт, па макар и оние најрекреативни форми на активност се многу битни за да имаме поздраво општество во кое што живееме. Вториот аспект е тоа дека алпинизмот како спорт, не само нашиот клуб во Охрид, иако морам да се пофалам дека нашиот клуб е еден можеби од побројните во нашава држава, иако кога ќе кажеме вака изгледа дека имаме кузне колку клубови, вкупно во Македонија се 8 алпинистички клубови кои сочинуваат алпинистичката федерација. Значи проблемот и на ниво на федерација, на ниво на клубови е евидентен, значи ние имаме малку. Ево во Охрид на пример имаме некаде околу 20 на луѓе од кои што само 5-6 се активни во спортот, значи активно тренираат и активно се во некоја форма да може да постигнуваат просечни алпинистички резултати на федерацијско ниво. Што би им порачале на оние кои што можеби размислуваат или ќе почнат да размислуваат да се занимаваат со алпинизам? Јас сум убеден дека не постои човек кој видел документарец или краток исечок на телевизија дека барем во момент не се заинтересирал. Јас бев еден таков кога бев доста помлад и размислував дека алпинизам е нешто недостижно за мене. Големата желба за планина мислев дека треба да ја реализирам преку обично рекреативно планинарење, барајќи го патот, значи до соодветен клуб, институција кај што ќе можам да се стекнам со минимум вештини. Дојдов до алпинистички клуб и самиот мој пристап кон клубот во Скопје, алпинистичкиот клуб Матка, беше со скепса, мислејќи дека јас никогаш нема да можам, мислев дека носам диоптер, нема да ме примат, замислував дека е тоа некоја школа за пилоти каде што ги одбиваат луѓето по било кои причини, или на крајот на криштата дека едноставно не е тоа за мене. Јажиња, вертикали, карпи, меѓутоа апсолутно можам да кажам дека буквално секој поединец може да се занимава со алпинизам, бидејќи пак ќе речем алпинизмот е спорт на личноста, надпревар со самиот себе, и секој практикува алпинизам до границите на своите можности со намера да секој нареден тренинг или секој наредно искачување да ги помести сопствените граници колку е можно повисоко. Затоа би ги охрабрил сите, особено родителите, да им дозволат на нивните деца доколку имаат желба, мотив да се занимаваат со алпинизам. Алпинизмот дефинитивно ги прави луѓето подобри од она што може да ги направи средината. Уште да кажеме нешто за околу опремата која што е потребна да се има. Што треба да поседува еден човек кој што сака да се занимава со... Во алпинизмот постојат дисциплини, значи повеќе, ако ја соберете целокупната алпинистичка опрема, никогаш нема да кажете ова е доволно опрема, секогаш може да има уште, секогаш може да има повеќе. Две основни базични форми на алпинизам се летен и зимски, значи летно и зимско искачување. Во летно искачување имате многу помалку опрема, затоа што таму е безбедносната опрема, значи јажиња и опрема за осигурување на карпа. Она што лично им е потребно на секој е минимум опрема, патики, појас и кацига, за да може да качува на сува карпа, и нормално најнеопходно е ранец, затоа што сепак алпинизмот се одвива на планини, незамисливо е да се одвива без ранец да се движат.
Во зимски услови е малку поразлично, малку повеќе, многу е важна облеката, затоа што и облеката влегува во опрема, многу е битна квалитетот на облеката, чевлите, така и така натаму. Значи има многу опрема, ако се однесува на ноќевање, там тука се шатори, вреки за спиење во снег, во услови кои што ќе треба да ги задоволат потребите, значи опремата може да биде многу малку за човек да се занимава со алпинизам, може да биде и многу, меѓутоа не треба да ги плаши опремата оние кои што се заинтересирани. Ние во клубот имаме минимум опрема за да луѓето дојдат до ниво каде што веќе самите одлучуваат дали сакаат или не сакаат алпинизам. Бидејќи секој кога гледа на телевизија, јас сум убеден дека секој, барем 90% од младите ќе посакаат да бидат алпинисти, меѓутоа вистинската одлука дали тие можат или не, треба да ја донесат откако ќе пробаат, барем на почетокот на вештачка карпа во сала. Време е за мојот денешен гостин. Мојата гостинка се занимава со едно многу интересно хоби. Дел од вас можеби имаат чуено, дел од вас претпоставувам и дека не. Габриела Мајсторовиќ се занимава со изработка на роденденски пењати. Нешто повеќе околу ова интересно и креативно хоби ќе ни каже самата таа. Габриела, најпрво добре ни дојде во студиото на Талама. Благодарам на поканата. Мило ми е. Така, добро, јас паѓам во оние што немаат чуено за тоа што е пињата. Хајде да им кажеме на гледачите за што се работи. Пињатата представува еден шуплив облик, значи така наречен, кој се обликува и формира и украсува по желба на детето, на славеникот, значи за роденденската забава и се прави во разни ликови, омилени цртани ликови кои се интересни за децата, што го прославуваат родендено. Значи, можеме да кажеме Том и Џери, Спајдермен, Hello Kitty, кловнови, дресови од фудбалски клубови и така натаму. Она што им е нив на интерес. Да, по желба. Така, добро, зборот пињата некако има некој шпански призвук, меѓутоа од она што вие ми го кажавте, потеклото нејзино не е од таму. Потеклото е кинеско, поточно, а не шпанско, од поодамна, морепловецот Марко Поло, кога патувал во своите патувања низ Кина, ги забележал, овие обичаи и ги пренел во Европа. Тие пињати тој што ги забележал таму имале разни форми, во форма на бафало, на волови, на коњи кои биле украсени, со украсни харти, со украсни ленти и се удираат, во текот на забавата се удираат. Сега, кога кажуваме веќе за Кина, кога кинескиот мандарин, така наречен, во превод кинески чиновник, ја удирал пињатата, таа била полна со семе и семето паѓа од пињатата, потоа ги спалувале, ги гореле, остатоците пепелот од пињатата, луѓето го собирале и го носеле во своите домови, верувале дека тоа ќе им носи среќа низ целата година. Покасно, овој обичај Марко Поло го пренесол во Европа, бил добро прифатен од шпанците, од италијанците, од французите. Италијанците, овој обичај, го пренасочиле како во недела на постот и го нарекле недела на пињатата и ги користеле, глинени садови како пињати, глинени садови кои служеле за носење вода и ги украсувале и ги полнеле со сладки и со овошје завиткани во хартија и ги кршеле покасно, во текот на забавата, во духот, на католичката вера. Исто така маите, кои биле големи љубители на спортот, кога ќе имале утакмица, покасно, кога ќе завршила утакмицата, кршеле исто глинени садови, ги врзувале, ги врзувале очите и ги кршеле садовите, глинените, врзани со коноп. Така, тука тоа може би најмногу личи на она што денес, нели, се практикува. Да, точно така. Тие, си имале своји верувања, секоја вера си има своји верувања, во секој случај, сето тоа, е нешто благородно, нешто убаво, нешто забавно, со текот на времето, тоа верско значење се губи, се, останува како забава и како една игра.
да речам, забавна. Сега... Кој е тоа символично значење што го има пињатата? Символичното значење, значи, уште малце да се надоврзам на италијанскиот збор, значи пигната во превод значи кршлив лонец. Значи тој е тој сад за носење вода, значи што го тие го користеле за кршење за пињатата. Сега, кога се пренесла, значи кога се пренесол обичајот во Европа, значи, шпанците покасно го пренеле во новиот свет во Америка. Таму со прослава, значи, на овој обичај почнале северноамеричките народи, астеки, кои живееле во градчето Аколман, близу Мексико Сити. Значи, тие почнале први да го применуваат овој обичај, значи, и така тој станува дел од мексичката култура, значи, ден денеска. И тоа е тоа, значи, за историјата, да речеме, за пињатата. Што символизира самата пињата, меѓутоа и чинот, нели, на кршење? Значи, символизирање на пињатата. Значи, пињатата, традиционалната пињата, значи, првичното славење било доаѓањето на пролетта. Значи, се прославувала доаѓањето на пролетта, значи, првичниот, традиционално. Покасно, значи, верувањата дека пињатата традиционална со 7 краци, се 7-те смртни греови, и пињатата, значи, делува како искушение, значи, верувањата како искушение. Славеникот што ја удира пињатата ја означува вербата, значи вербата, а стапчето со кое се удира пињатата е љубовта. И сега вербата и љубовта треба да ги уништат тие 7 смртни гревови, а пињатата е полна, значи, со сладки, со бомбони, со поклони, значи, и тоа што ќе падне од пињатата е како награда за истрајноста и за вербата. Значи, мексиканците во своите фиести и забави имаат 3 реченици кои ги употребуваат при удирањето на пињатата. Удри, 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 немој да ја промашиш целта, ако ја промашиш целта, ќе го изгубиш патот. Значи, ако немаш цел, ќе го изгубиш патот. Значи, тоа си има своје значење. Сега, славеникот е со врзани очи. Луѓето што присуствуваат на забавата, значи, гледаат да го збунат во просторот, за тој да не знае, значи, каде е пињатата, да се збуни. Исто така, има податок дека треба 33 пати да се заврти околу пињатата, значи, славеникот, тоа ги означува годините на Исус Христос кога починал, на 33 години, значи. Тоа е тоа, символизацијата, значи, награда, верување, значи, сладките како надеж, значи, луѓето се гледаат горе во небото како есперанца, значи, надеж на шпански, и очекуваат, значи, дека ќе им падне награда, ќе добијат награда за верувањето и за истрајноста и за надежта. Добро, да се свртиш 33 пати со врзани очи, бога ми, тешко ќе биде да се погоди пињатата. Тешко ќе биде, да, ќе се изгубиш во просторот, но сепак сега тоа си тоа си е традицијата. Добро, кога вие прв пат се запознавте со пињатата? Јас се запознав со пињатата на една роденденска забава, кај едни мои роднини, детска роденденска забава, имаше пињата и доста беше интересно, забавата беше стварно интересна, значи и весела, и децата беа сите срекни, задоволни со удирањето на пињатата. И така, покасно гледав една емисија на Discovery каналот, и каде што имаше цел процес на изработка на пињата. И така дојдов до идеја, имам доста слободно време да почнам да ги да пробам да ги изработувам, значи и мислам дека успеав во тоа, дека да. Добро, колку време се занимавате со изработка? Скоро 2 години. Скоро 2 години, значи ги изработувам, значи имам слободно време, интересно хоби е, да се пополни слободното време во нешто креативно, во нешто корисно, во нешто убаво. Добро, сега, со оглед на тоа дека станува збор за
традиција која што не е баш популарна и позната кај нас. Како дојдовте ете до информации, како се изработуваат, како тече целиот тој процес на изработка? Па се послужив, значи, со интернетот. Значи, све има, све е достапно, значи, сите информации можеш да ги добиеш на интернет, значи, да видиш тоа што те интересира, како се изработува, кој е начинот. И после и самата, значи, стварна машта, малце креативност. Моите деца исто доста ми помагаат, да, и тие се креативни. И така. Добро, како изгледа еден процес на изработка на пињата, вака накратко? Наедноставно, значи, како би се пињатата може да се изработи од многу материјали, значи има многу начини на изработка. Јас го одбрав начинот, значи, кој е за мене полесен, значи се изработува, значи се прави една смеса со која, значи, таа служи како лепило фактички, значи се прави од весници, од тоа лепило се прави со брашно и со вода и се прават, значи, балони, се дуваат балони, се лепат со хартија и тоа после се суши, ден, 2 до 3, зависи од времето, и тоа после се останува како една, значи, така една целина. Да, како еден облик, значи, на топка, значи, претежно на топка, ако се изработуваат со балони. Сега може тоа истото да се изработи од картон, значи, има на интернет, и од жица може да се изработи, од разни работи, значи. Так. Добро, еве, може од режија да ни пуштат дел од оние пињати кои што вие ги имате изработено. Ајде кажете ми, кој дел од процесот ви е најтежок? Или пак која пињата онака ве изнамачила да се направи? Па имаат работа доста, значи не се лесни баш за изработка. Значи има некои се зависи од ликот, значи зависи од желбата на детето. Значи јас се трудам да ги задоволам сите желби, значи има некои се потешки, некои се полесни, зависи, значи од формата. Па сега во целина, значи се трудиме да ги задоволиме сите желби што се побарани. Значи мислам дека нема нешто што не може да се направи. Значи треба да се потрудиш, да седнеш, да го осмислиш малце, да интернетот е тука, значи припомош и така. Така. Добро, јас предлагам овде да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Со секое купено пакување барни од 150 грама, подарок светлосна гумена рунтава играчка, 75 денари. Биено сирење 1 килограм, подарок 1 литар натурана, 279 денари. Ева сардина 115 грама, 33 денари. Стоп Шоп. Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Да ја чуваме природата чиста. Лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Време е за нова кујна. И Кеш Експрес кредит без жиранти. Но што со старите долгови? Решението е кредит за рефинансирање. А јас сакам своја соба. Твојата желба ќе ја исполни стамбениот кредит. Со кредитно животно осигурување за поголема сигурност. Здружени сме посилни. Охридска банка, дел од Societe Generale групацијата.
Во пријатниот амбиент на ресторанот во Хотел Гарден, уживајте во специјалитети од интернационалната кујна. Ресторанот на Хотел Гарден ви нуди безпрекорна организација на деловни ручеци, коктели, шведски маси, крштевки, родендени и други видови на забави и свечености. Ресторан на Хотел Гарден, рај на вкусови и за најпребирливите гурмани. Ново, екстра цени во Екстра маркет. Алпско млеко 46 денари. Туристички колбас Пик Врбовец 156 денари. Копан со надкопан зоги 108 денари. Екстра риба ослич 149 денари. Екстра ориз 65 денари. Брашно жито Алтан 25 кг 575 денари. Абразивно средство за домакинство ЦИФ 82 денари. Екстра заштеда во Екстра маркет. Ти си мелена рана. Дисконт Рај, комплетен асортиман на сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци, чаеви Франк, вина Бовин, генерален дистрибутер на стоби вина Red Bull и Нескафе, ваш пријател со најдобри цени за вашите веселби и угостителски објекти. Ти си рај. Комплет железарија, галантерија и шрафовска роба во железара Турист инженеринг. Нова производна линија за подцинкован и пластифициран лим за сите видови покриви и единствено кај нас во форма на керамида и трапез. Секогаш ваш партнер Турист инженеринг. Патка, а да частиш едно кафе, што не кажеш бе, одба? За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Најдобри состојки и свежо домашно млеко. Звечево, фабрика на радост и сладост. Еве не назад пак во студиото. За оние кои што сега се вклучуваат, да кажам дека мој денешен гостин е Габриела Мајсторовиќ со незиното интересно хоби изработка на пењати. Габриела, да продолжиме каде што застанавме. Да продолжиме. Добро, рековме дека во Мексико ете некако најлесно се фатила ова идеја, да речам, Да. и кај нив е многу популарна. Кај нив е традиција, значи, тие се цели, значи, фиести, цели прослави, надпревари, значи, се одржуваат со парични награди, од прва, втора и трета награда, значи, например, 15.000 пезоси, 10.000, 5.000 пезоси за најубава, значи, и најголема пињата. Потоа, значи, цели фабрики функционираат и погони каде што се изработуваат пињати во форма, значи, величина на човекот, значи, на животни, значи, во нивната природна величина, кои се употребуваат во добротворни цели, кои се полнат не само со бомбони и чоколади, значи, конфети, него и со други разни поклони, значи, и во добротворни цели се делат после од како ќе се скршат на сите луѓе, значи, што се присутни на забавите. Позната е нивната Лас Посадас, тому е како забава, фиеста, во поворки, шетаат по улиците, пеат мелодии и удираат, кршат пињати, значи. И тоа е све, значи, во духот на вербата и страјноста, значи, така. Така, добро, и имајќи го предвид фактот дека кај нив е навистина популарна пињатата, и од хуманитарни, и од комерцијални, можеби, цели, меѓутоа и дел од самата традиција. Да. Каде се наоѓаме ние во Македонија? Каков е интересот кај луѓето, колку се запознаени што самата пињата представува? Па, доста луѓе и не се запознаени, значи, пошто, значи, ова не потекнува од кај нас, али сепак во секој случај е нешто благородно, нешто убаво, нешто забавно, значи, поготово за децата. Полека, значи се запознаваат луѓето, интересно им е, прашуваат што е тоа, какво е, со што се полни, зашто служи, како се удира, што се удира.
И така, мислам, полека, значи, застапено е во Скопје го има, сега ево и овде, кај нас, во нашиот град, па... Добро, ете кажавте дека со пињатите, со нивната историја, традиција и самата изработка се запознавте преку интернет. Дали можеби, ете, го користите исто интернетот за да контактирате со некои други луѓе што се занимаваат со ова хоби, дали били од Македонија или можеби надвор? Да, во секој случај, значи, контактите се, значи, слободно, значи, без никаков, значи, со Скопје, со Кичево, значи, функционира во Кичево, функционира во Скопје, во Србија веќе поодамна, значи, имат и доста ритам работилници, значи, во различни градови, значи, изработуваат пињати, имат повеќе, значи, такви клубови, и детски, значи, се собираат, децата изработуваат пињати, значи, се користат во повеќе цели, значи не само стрикно за роденденов, него се собираат деца во градинка сега, изработуваме пињата, значи, и од разни, значи, таа се изработува од разни, значи, харти во бои, весници, коноп, лепило, креп хартија, светкава хартија, значи, зависи, двуница користам исто така за изработка. Така. Во зависност, веројатно, од идејата. Да, од идејата, од потребата, значи зависит. Добро, колку време од прилика трае целиот тој процес? Па целиот процес, значи, би требало негде околу 3 дена, значи, би требало целосно, значи, додека се направи тој облик, да се припреми, значи, да се исуши и подоцна, значи, да се украси по желба, каква што сака детето, да се заврши, значи, во финален производ, значи, од прилика до 3 дена негдека е доволно да се изработи. Така, да се изработи. Да. Дали можеби, ете, сте добиле покана негде да гостувате на некој начин надвор од земјава, можеби на некоја изложба на пињати, дали имате некоја таква понуда? Сега, за сега не, се надевам во иднина дека можеби би имала и би ја прифатила, сигурно. Така, да. Добро, оние кои што си ги бараат пињатите и одредени облици на истите, веројатно си од некоја своја идеја си тргнале. Која е таа идеја можеби која што најчесто ја среќавате во, нели, при вашето хоби, или пак која она најоткачената идеја која што сте ја добиле или реализирале или не реализирале? Да, па доста, се зависи, некои се полесни за изработување, некои се потешки, зависи од формата, значи гледаме, значи, да им удоволиме на желбите на децата, значи, да се задоволни, да успееме да го направиме тоа што го бараат. Сега има некои што се доста тешки за праење. Тука ми помогве децава доста, значи едни од другиот нешто. Така, си ја вежбаат и тие креативни. Да, доста се креативни, ми помогвет многу, да, во изработкава на пињати. Така, добро. Ова што ни ја донесовте во нашево студио, сега јас не се разбирам, не знам дали е можеби најмалата, средна, најголема, па не знам како. Па има и поголеми, има и помали, значи величината може да е различна, значи правиме дресови од омилени фудбалски клубови, тие се доста, мислам, големи, тие се како во облик на дрес, на мајца, значи во величина од човекот. Тие се можам да речам најголеми. Сега овие исто тие традиционалните што ги спомнавме со краците, значи тие се исто доста големи, пошто се топка, па после се ставаат тие краците, па на нив се ставаат разни харти, значи во бои, овие што светкаат, и таа делува доста големо, значи габаритно кога ја видиш на прв поглед. И така, зависи, мислам, најпоќе од желбата, значи на тој што сакат, на славеникот, да. Исто така, значи, можат да се употребат и за не се само за деца, него и за возрастни, значи, надвор од нашава држава, значи се употребуваат и се нарачуваат за момински вечери, за ергенски вечери, за деца, значи, кои имаат 15-18 години, значи, полнолетство, па и во различни други форми, значи, не мора да е само цртан лик од некој цртан филм. Значи, некои други форми, и свадбени пињати исто така, значи, се прават и се нарачуваат. Ама тоа е сепак по желба, значи, зависи од човекот, од индивидуата, значи. Во Америка исто ги нарачуваат за свадби, значи, свадбени пињати со ружи, во разни бои,
се удираат, исто се клават поклони внатре за младоженците. Што се става, освен она што го знаеме дека бомбони? Бомбони, конфети, лижавчиња, чоколадчиња, може поклонче некој за славеникот, значи ако е свадбена пињата, значи поклони за младоженците, значи нешто символично, значи ситно нешто што сепак значи ќе може да се стави внатре да не оштети пињатата. И така, значи во секој случај нешто интересно, нешто забавно, нешто ново. Колку е важна, освен способноста и трпеливоста да се изработуваат, колку е важна креативноста? Доста е битна креативноста. Во секој случај, значи, достапен ни е на интернетот, значи, ни е достапен, значи, све можеме да видиме на интернет, секаква креација, секаква она, али сепак јас си додавам некои мои детали, стално нешто плюс, нешто така, си експериментирам се. Јас мислам дека се сите задоволни, сега за сега, па така. Ке видиме. Добро, колку имате на број, ги знаете точно колку имате изработено? Па доста пињати имаме изработено, доста, не сум броела, искрено, значи имав доста пињати, значи однесено во Битола, во кај едни мои роднини, значи во Струга и во Скопје. И во Охрид овде исто. Не сум ги изброила, значи не се и нешто ко знае колку многу, али не се ни малку веќе, значи доста се усовршуваме, полека се усовршуваме. И интересно, значи најбитно ми е тоа што значи го работам стварно значи со љубов. Интересно ми е, ме исполнува. Ќе седнам, ќе си ставам околу мене све што ми треба, ќе си пуштам музика на компјутер и си работам. И така. Тоа е тоа. Добро. Верувам дека изработката е доста напорна. Треба ли многу трпение за? Треба трпение, да, секој не може ова да го работи, искрено, значи јас ова мене ме смирува, ме опушта искрено, значи стварно, значи јас се внесвам во тоа што го правам, си лепам, значи едноставно не го работам со нервоза и со сила, значи затоа и почнав да го работам, затоа што ако нешто ве нервира и не ве исполнува, не можете и да го работите, така? Така. Добро, колку време ви требаше за, да речете, од сега па натака, значи правам сосема солидни пињати, задоволна сум со тоа како изгледаат? Па добро, сега јас уште не сум задоволна, мислам дека уште треба да работам на случајот, да речам, значи со секоја нова пињата се усовршуваме се повеќе и повеќе и со секој нов лик што е, значи нарачан или покажано желба за него, значи се повеќе и повеќе учиш, значи додаваш, одземаш, каде си сгрешил, што си направил, како си направил, значи во секој случај секоја нова пињата е ново искуство и се повеќе и повеќе значи навлегуваш во тоа. Значи се знае сепак дека тоа е рачна изработка, хендмейд, значи никој пат не може да биде совршено, значи тоа не е фабрички производ, него се прави со рака и рачно и во тоа е убавината, јас мислам. Така. Сте запнале ли некогаш на некоја пињата и да дојдете до момент да речете не можам ова да го работам? Да, се случило тоа, да, ама тука скокнува мојот син кој е доста креативен и керка ми исто така. И тие ми помагаат, значи јас ако нешто се изнервирам, тој мамо дај јас ајде или некој пат не сакат, па јас ајде ќе го замолам, помогни ми, направи ми го и така, значи се надополнуваме. Битно функционираме. Крајниот резултат е еве вака колоритен и интересен како има нашето студио. Да, интересни се, шарени се, интересни, значи за децата се најинтересни за децата. Така. Добро, Габриела, мене ми останува уште да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Се надевам ќе имаме и друга прилика да се видиме и можеби тоа ќе ни представите уште нови и уште посовршени креации. Сигурно ќе имаме и нови креации. Ви благодарам на поканата. И поздравувам гледачите што ја гледа оваа емисија. Така. Ви благодарам за гостувањето. Хвала. Почитувани, може би мислата дека едноставното е секогаш најдобро потекнува од Тунис. Што не наведе на оваа помисла, тоа е дека домородното население во Тунис, берберите, ја искористиле оваа мисла буквално до максимум. Тие дури и своите домови ги прават на тој начин, да бидат едноставни, функционални и секако и удобни. Да погледнеме.
Додека се приближувате до Матмата, тешко ќе забележите било каков знак на живот во оваа изолирана и наизглед напуштена област, чија површина ќе ве потсети на месечината. Но кога ќе стигнете, ќе откриете царство од подземни куќи во кои живеат пустинските луѓе наречени бербери. Ова област станува главна туристичка атракција во Тунис, откако тука беше снимен првиот дел на Војна над звездите. Традиционално, живеалиштата се направени во дупки издлабени во пустински камења на меките пустински ридови и можат да се пофалат со популација од повеќе од 5000 бербери. Пред да се пресели поголем дел од племето овде, градчето Матмата се наоѓало на падините на околниот рид. Остатоците од тој град можат да се видат и денес над површината на земјата. Техниката за изработка на овие живеалишта е стара повеќе од 400 години. Собите се ископуваат околу кружна дупка со вертикални ѕидови, која е длабока 7 метри, а широка 10. Помали соби се прават најчесто на спрат и до нив се доаѓа повнатрешни скалила. Обично, овие соби служат како остава за житарици или вода. Кратките покриени премини водат од приземјето до дворот. Берберите почнале да градат вакви живеалишта заради нивната природна термоизолација, која е клучна за вакви сушни области, особено во период на врелите лета и преладните зими. Додека сте овде, задолжително погледајте како изгледаат овие живеалишта, но почитувајте ја приватноста на мештаните. Па наместо да ѕиркате во нивните домови, посетете ги музеите кои се направени од жените во ова градче и преспите една вечер во прилагодените пештери, наблюдувајќи ги ѕвездите кои пловат над вас. Почитувани, ова беше се што подготвивме за денешното издание на Нов ден. Со некои нови содржини, кои што верувам дека ќе ви го задржат вниманието, се гледаме наредниот вторник. Пријатно!